Почитуван градоначалник на општина Берово, Зоран Пекевски, почитуван градоначалник на Пехчево, Драган Тренчовски, почитуван председател на Националното сдружение на собственици на приватни шуми Воја Соколовски, почитуван директор на јавното предпријатие Македонски шуми Зоран Георгиев, почитувани представници на институциите. Тука го гледам целокупното раководство на Македонски шуми како јавно предпријатие, што е силен акцент на токму важноста на целокупниот сектор и на настаните преку кои што ја праќаме оваа порака. Тука е началникот на шумска полиција на цела Македонија како раководител од Министерството. Тука се присутни други представници на институциите, почитувани представници на Македонската православна црква, почитувани присутни граѓани од овој регион. Мене ми е особено драго што денеска во текот на денот ќе бидеме и во Берово и во Пекшево и на некој начин ќе ставиме силен акцент и на целокупниот сектор и на политиките и мерките со кои што навистина треба да се фокусираме во наредниот период во делот на целокупниот сектор, особено во делот на шумарството. Благодарам за поканата да присуствувам на денешниот настан, на годинешниот фестивал на шумите Forest Fest 2018. Оваа манифестација, како што кажав, е добра можност од една страна да се афирмира приватното шумарство и нивната улога и местото во развојот на целокупната економија, да се даде фокус на руралниот развој, промоцијата на локалните производи, на туризмот, односно на широк еден спектар на областите кои што ги покриваме, вклучително и на економијата во целина. Но од друга страна, она што е најважно е да се подсетиме на вредноста на шумите како наше природно богатство и на општо корисните функции на шумите, особено во борбата против аерозагадувањето. Шумите и шумското земјиште покриваат околу 40% од целокупната територија на Македонија и се важен природен ресурс за околу 60.000 собственици на приватна шума, особено во ридско-планинските подрачја. Како Министерство, како што беше потенцирано, заеднички со Националното сдружение на собственици на приватни шуми, континуирано работиме на унапредување на мерките за собствениците на приватни шуми во програмата за рурален развој и во програмата за проширена репродукција на шумите. И тоа со една единствена цел, зголемување на економските, на еколошките, на културните вредности на истите. Исто така, Националното сдружение, преку соработка и комуникација со стручната фела и со представниците на Сдруженијето, ќе учествува во изработката на законите и на подзаконските акти од областа на шумарството, а кое што особено ќе следи во 2019 година. За таа цел, како што беше нотирано од претходните говорници, оваа година во октомври го подпишавме меморандумот за соработка како Министерство, заеднички со јавното предпријатие Македонски шуми и со Националното сдружение, што е особено битно да се формализира нашата соработка во иднина. Ориентацијата на земјата кон Европската Унија бара хармонизација на политиката исто така и во делот на шумарството, за да создадеме модерно и одржливо шумарство, каде што собствениците на приватните шуми ќе го имаат своето заслужено место. Во наредниот период ќе започнеме со сериозни реформи во целокупниот сектор, како што тоа го и најавивме, бидејќи наша цел унапредување на шумите и шумарството во целина преку ново финансирање на проширената репродукција на шуми. За ефикасна реализација на нашите цели, заеднички имаме помоши од меѓународните партнери, помош која беше обезбедена во претходниот период. Имаме финансиска и техничка поддршка од ФАО, односно од Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации, за развивање на методологијата за спроведување на националниот инвентар на шумите и истата ќе трае до крајот на годината. Шумарството е влезено исто така во новата 3-годишна програмска рамка за ФАО, која што ја подпишавме пред само неколку месеци, каде што еден од клучните сегменти и проекти на кои што ќе се концентрираме преку поддршката од ФАО нема да бидат другите сектори, туку ќе биде шумарството, што е дополнителен акцент за периодот што следи, дека навистина ќе се фокусираме на овие реформи. Исто така, во 2018 година сум особено горд што преку ИПА програмата на Европската Унија за 2019 година, каде што се обезбедени 15 милиони евра за целокупниот сектор за земјоделство, при програмирањето на овие средства за прв пат преку Европска Унија и преку ИПА ќе добиеме средства, односно баравме
поддршка и во делот на шумарството и со тоа 1,3 милиони евра од овие 15 милиони евра кои што одат за целокупниот сектор, за сите други проекти 1,3 односно до 1,5 милиони евра ќе бидат насочени, односно веќе се програмирани за ИПА 2019 година, а кои што ќе бидат наменети за секторот шумарство. Овие средства ќе бидат искористени за воспоставување на шумарски информативен систем, што е важно за одржливо стопанисување со шумите, креирање на политиките за приближување на македонското шумарство кон современите текови и обезбедување податоци клучни за развојот на овој сектор. Без разлика дали шумите се во државна или во приватна сопственост, наша задача како министерство е да креираме мерки и политики кои што ќе дадат позитивни резултати во заштитата, зголемувањето и одржливото управување со шумскиот фонд. Како што кажав и на самиот почеток, тие имаат најважна улога во намалување на аерозагадувањето, бидејќи имаат улога на прочистувачи. Затоа е важно да преземеме соодветни мерки за заштита токму на шумите, кои што се голем дел од територијата, фаќаат голем дел од територијата на нашата држава. За крај, за да оставиме простор многу повеќе за сите активности и настани кои што се дел од овој фестивал, тука од Берово сакам да ги честитам двата јубилеи. Тоа е 20 годишниот јубилеј на Националното здружение на собственици на приватни шуми. Посакувам успешна работа во иднина, успешна соработка и со јавното претпријатие Македонски шуми, и со Министерството, но оваа година, следната недела, јавното претпријатие Македонски шуми ќе има свој јубилеј, заради тоа што нема да сум присутен во државата. Ова прилика ја користам токму од тука, од овој крај, и на јавното претпријатие Македонски шуми да го честитам нивниот јубилеј и навистина посакувам успешна плодна соработка на сите овие тела, институции, партнери со кои што започнавме една успешна соработка. Верувам дека финансиската поддршка на која што се фокусиравме оваа година да биде обезбедена и е обезбедена преку сите меѓународни донатори, и Европската унија, и ФАО, но и постепеното и постојано зголемување на нашето национално учество во националните програми кои што го направивме за почетокот на оваа година. И во следната година имаме неколку пати зголемен буџет што се однесува до програмите во делот на шумарството. Навистина сметам дека 2019 година ќе биде година во која што ќе се насочиме токму на овие клучни реформи на целокупниот сектор и да овие финансиски средства и ова поддршка која што доаѓа од нашите меѓународни пријатели, навистина како земја во која што особено битен овој сектор, ја подигнеме и свеста во јавноста, да зборуваме многу повеќе, да работиме многу повеќе на имплементација и на креирање на тие реформи заеднички сите заедно. Тоа што денеска ќе бидеме цел ден во Пекчево, во Берово, во вашиот крај, и како институции, тука ги гледам сите раководители на сектори, како што кажав, целокупниот менеджмент на јавното претпријатие Македонски шуми, е доволен доказ дека навистина сакаме да ставиме силен акцент на сето она што заеднички како мерки и политики во периодот што следи ќе го имплементираме. Благодарам и го прогласувам за отворен годинашниот Forest Fest 2018.